Кога Олга Шиковска по долгогодишното работно искуство во Музеот на Македонија ги дочека пензионерските денови, незината најголема желба беше тие години да им се посвети на 5 внуци. Сакаше во идилата на скопската населба Драчево, заедно со својот сопруг, да ги гледа додека растат, додека си играат, слават и се радуваат. Но еден ден таа мораше да се соочи со една непријатна вистина за нејзиното здравје и последните 2 години таа живее со канцерот на белите дробови. На сите тие испитувања на рентген снимката се покажа сенка. Сенката и од порано ми беше, меѓутоа не бевме сигурни од дошто. Лекарката тогаш ми рече дека е тоа застарен бронхит, недолечен. А докторот што ме лечеше рече дека мора да направиме уште една бронхоскопија за да се види од што е настаната таа сенка. Тој сакаше да биде сигурен дека Сакаше да биде сигурен дека нешто или е или не е нешто во плуќата што се дешава, што добивам астматични напади почесто. И така ми направија бронхоскопија надворешно со боцкање и дадено е на онкологија на испитување. Тоа беше вторник кога ми правеа, во петокот резултатите дојдоа и по некоја случајност мажот ми се јавила една сестра од болница и му кажала дека по се изгледа дека е малигно. Малигно заболување. Тоа беше сабота. Во неделата мажот ми на никого не кажал. Во понеделникот ги известил моите керки и сите дојдоа на клиника. Така, вие имате 2 керки? Да, имам 2 керки, возрастни мажини, имам и 5 внучиња. И тие беа известени и сакаа да ме земат. Меѓутоа јас не сака, пошто примав моментално инфузија. Никој не ми извести за тоа дека треба да си одам дома. Но моите запна дека треба да си одам. Викам, без отпусна листа, каде ќе одам, лекарот е на одмор. Не можам да си одам. Не, ти не си за тука, треба да си дојдеш дома. И случајно така разбрав, од керката почна големата керка да плаче и ми кажа дека болеста е сериозна. И вие први го спомнавте зборот рак? Да. Ја викам, што е сериозно, сигурно е карцином, викам. Сите замолча, никој ништо не ми одговори. И рекол, па добро, не сум ни прва, ни последна. Ке се бориме, ке одиме понатака. Меѓутоа, тоа е понор, што ретко кој може да излезе така брзо од тоа. Реков дека мора да одиме понатака, дека, ете, не сум ни прва, ни последна, со Божја волја ќе го истрпиме и тоа. По консултацијата со нејзините најблиски и по првите информации за болеста и за можностите за нејзиното лечење, Олга започнала терапија со диети. Многу брзо сватиле дека тоа не дава суштествени резултати и дека мора да ги започне познатите и вообичаени терапии во македонските здравствени институции. После тоа направив повторна снимка, а на снимката се покажа прогресија, дека ракот е проширен. Значи не може така да оди со диета. И решивме да се подвргнеме на хемотерапија. Следува нова фаза во нејзиното справување со болеста, кога таа открива дека има и други терапии и лекови за кои дознала сосема случајно меѓу 2 хемотерапии. Кога дознавте дека има и алтернативи, дека постои некој друг начин? Случајно на онкологија во сандачето го видов флаерчето за секој нов ден. И да се живее со карцином на белите дробови. Тоа издание на Борка. Да, на здружение, не владино здружение Борка. Тоа го земав, го прочитав, имаше специјално за аденокарцином. Се израдував многу кога го видов, прочитав се. Тоа се од стручни лекари од онкологија издадено. И практично тогаш ги дознавте првите алтернативни информации? Дека поред хемотерапија, зрачната терапија, постои друга терапија која се вика таргетирана или целна терапија. Кога прочитав и кога се заинтересирав, ми рекоа дека има лек за тоа, меѓутоа дека е многу скап и не е достапен. Се чудевме како да го набавиме лекот, пошто е многу скап. Тоа е околу 2500 евра.
И не беше за наши услови, мислена именка беше. Меѓутоа 2000 евра, тоа е за една 30 месечна терапија. да, 30 таблети. Ги набавивме, првата доза ја набавивме, почнав да ги пием. Со самото пиење од неколкуте таблети мене болките ми престанаа. Јас од тогаш веќе немам болки. Новите лекови во комбинација со вообичаената хемотерапија ги дале првите видливи резултати и наскоро разликата во здравието на Олга на подобро се разбира, јасно се почувствувал. Санав друг човек, но тие ноќе јас не се будам сега, јас спијам ноќе нормално како и секој здрав човек. Тогаш не можев уопште да спијам нити дење, нити ноќе. Ненормални болки. Но сигурно за вас беше тоа големо оптеретување цената што да беше плати? За првата доза кирката зема кредит и ја купивме. Втората доза семејството ми помогна, сестрите ми помогнаа многу. За третата доза јас земав кредит, ми дозволија, ако сум пензионер, меѓутоа со помош на фамилијата. И веројатно се би било поинаку доколку овој лек на позитивна листа, ако е овој лек, а тој не завршува само со оваа, со четврта доза, на пример, лекот. Тоа треба и постојано да се пие за тоа што луѓето се излекувале со овој лек. Дека луѓето пишува дека што пратам по телевизии, дека многу луѓе се излекувале од намалена е смртноста, годините на преживување е зголемен. И мислам, јас колку што можам, колку што имам јас сознание за таа болест. И Олга ја нагласува поддршката од семејството кога станува збор за овие ситуации. Вистината со која се соочуваат сите е болна, но споделувањето на болката и взаемното охрабрување и поддршка се нешто премногу скапоцено. Фала му на Господ што ми дал толку голема фамилија. Благодарам, стварно благодарам. Многу во секој поглед. Огромна поддршка од мажот ми, од децата. И исто овие организации од типот на Борка, веројатно, од Борка секогаш, во секое време. Кога и да се јавам на бесплатниот телефон, имаат бесплатен телефон. Кога и да се јавам, секогаш ми се на услуга. Олга ја прифати поканата за ова интервју најмногу заради тоа што таа сака нејзиното искуство да го слушнат сите оние кои се во слична ситуација, како нејзината, заболените од рак, но и оние од здравствените институции, за да се спроведат активности кои ќе се спротивстават на сите видови на рак. Првенствено, се купува со пари, само љубовта не се купува, нити пак се троши. Многу е битна и најбитна во се е љубовта. Па нежноста, приудот на лекарите, на медицинскиот персонал, тоа е најбитното, мислам. Човек кога ќе се најде во ваква една ситуација, не дај Боже никому, Господе, треба малце поголемо внимание. Здравството ние сме работеле, ние сме отишле нормално и редовно во пензија, ние сме заслужиле да бидеме третирани, да имаме пристап на секој еден лек што ќе биде позитивно, мислам, позитивно ќе делува на нашиот организам. Зошто да ги трпиме тие болки? Тие се ненормални. Доаѓа моменти кога не ми се живееше во тие трауми, во тие болки. Човек не е достојно така да живее. Животот со болка не е живот.